Иако немаат право да учествуваат во игрите на среќа, претходното раководство на Државна лотарија постојано си добивало 7 премии. Тоа може да се види во последниот извештај на Државниот ревизорски завод, кој открива милионски злоупотреби во компанијата. Утврдено е дека прво се купувале станови и коли за лотарија, а дури потоа се барала дозвола за организирање на истата таа игра на среќа. Десетици илјади евра се потрошени за изнемување на објекти кои се реновирале и се користеле како магацини. Парите од дневниот промет не се уплаќале законски, а ревизорите утврдиле дека нема снимки од 8 извлекувања на лото, кои биле платени, ама нема доказ дека се снимени и емитувани. Бројчаникот на злоупотреби се искачи до минимум 2 милиони евра само преку нереално и незаконски водено сметководство. Утврдени се нереални и неоправдани сметководствени записи за нелогични трансакции по повеќе основи, во вкупен износ од 122 милиони 490.000 денари, односно 1 милион 987.377 евра, поради што постои сомнеж за злоупотреба на наведените јавни средства. Лотарија за 5 години од 2020 до 2024 ги изголемила средствата за реклами и промоција за 10 пати, односно за над 1000%. И лани тие изнесувале 3,5 милиони евра. Меѓу најголемите злоупотреби е набавката на ВЛТ терминали за обложување, зашто веќе неколку истражувања објави код на Телма. Едно од истражувањата беше за објектот во Избегово, изнајмен за 10 години за 3 милиони евра, а за објектот потоа лотарија дала пари и да се реновира. Наместо за канцеларии бил користен за магазини и лани е раскинат договорот. Илјадници евра недостасуваат и од уплатите кои не биле редовно внесувани како дневен пазар. Ревизорите за овие наводи ги известиле надлежните истражни институции. Беше отворена истрага за владината одлука за набавки на ВЛТ апарати, но осомничените поранешниот вице-премиер Артан Груби и екс-директорот на лотарија Перпарин Барами се во бегство и со распишана меѓународна потерница. Од лотарија пак до јавноста се обратија со демант, бидејќи сметаат дека ревизорите не направиле јасна дистинкција меѓу претходното раководство од СДСМ и актуелното, кое барало ревизија и откривање на милионските злоупотреби. Таквиот пристап создава погрешна слика во јавноста која доведува до манипулативно поврзување на констатации од различни временски периоди и представува сериозно отстапување од принципите на објективно, точно и одговорно информирање. Лотарија бара јасно разграничување на мандатите и откриените злоупотреби, а извештајот отвара многу работа за истражителите, на полицијата и обвинителството.